Во Втората светска војна, најмрачната страница од историјата на човештвото, во која Хитлерова Германија сакаше да завладее со светот, животите ги загубија околу 50 милиони луѓе. На страната на антифашистичката борба беше и малиот македонски народ кој даде свој придонес во борбата за победа на најголемото зло, фашизмот. Во народно-ослободителното движење во Македонија, значајно место има тиквешијата. По завршувањето на војната во Македонија, голем број борци од тиквешијата од втората бригада, која беше во состав на 48-та дивизија на 15-тиот корпус, замина на Сремскиот фронт, учествувајќи во завршните операции. На Сремскиот фронт голем број македонски борци ги дадоа своите животи, уште поголем дел од нив се вратија како воени инвалиди, за да ги раскажуваа стработиите на војната, кои по кратката 3-месечна обука некои од нив за прв пат ќе ги доживеат. Ми дојдоме у Скопје од Кичево и беме горе на Калецо у Скопје и значи требеше да оде артилеријата со овие дивизиите, две артилеријски бригади беа, али под 8 база беме. И, значи, стана една, нели тоа како да речеме и авантура, зошто да одиме за Берлин, сакаме за Сол. Мисле од тие солунците. Сега колку беме, ја мислам од тоа многу голема беше грешка ако се оствареше. Од иначе англичаните тоа го чекаа. И добро тоа стана и дојде овој апостолски го бараме на плоштадот у Скопје. Апостолски беше на трибината и од трибината го поздравиме и он не отпоздрави и така пак за Калецо тргнаме. И у Калецо требаше да дојде он и ми се чини не дојде сега, ако не се заборавил. Али оние што имаа оружје, јас нема оружје, затоа што ја бе артилерија и требаше да бидам некои оправки мали на минобацачите 120 да поправаме. Беме со руски офицери ни предаваа. И после ме затворија уствари и сега јас уопште ништо нема, не знае ништо да речеме вака да организираме, углавно бе у тие полошта, затворени беме едно 100 души или колку и после од тие не се слушуја таму, немаше ништо, никој не вака приморува да ни цркат, да ни тепат, мирно се, зашто сега ни у нашите вако одговори беше дека нашата борба е за Македонија да се ослободи цела Македонија, а не да одиме за Берлин, значи ќе бидеме окупатори. Такви некои, тоа неколку дена таму, до 15 мислам, и на 15 не тие што беме полоши, ете полоши да кажем, не упутија паза, оно иначе и артилеријата дојде, али не у артилеријата у пешаѓа. И тргнаме од Скопје до Куманово. Куманово прелезаме у едно кафене, не без джамови, снег врнеше, беше лошо времето, ај прелезаме, ни да доа тамо со бајето појадоме, тргнаме, стигнаме до вечерто у Бојановец. Тоа се пешки се одеше. И у Бојановец прележаме у една сколана, утрето пак ни дадоа појадок некоја морозна погача. И од тука тргнаме за Врање. И у Врање останаме вечерто, беме у гимназијата на преночување, у гимназијата у Врање. Утрето со бајле отидоме на станицата, од станицата беше многу од тога оддалечена, сега гледаме поблизу. И чекаме до
12 до 1 саатот да дојде воз. Од таму одеше возот, па дојди, се качиме и тргнаме за Белград. У Белград стигнаме ноќта. И кога стигнаме ноќта у Белград, одма тргнаме за Земун. И у Земун прележаме вечерто и утрето со Бале, тоа се даваш, нели, појадок таму се, и тргнаме према Батајница. У Батајница, кога стигнаме од тие што беме ни како полоши, како да речем, не полоши, уствари не сметаа дезертери, али не беше дезертерска работа таа. И кога стигнаме у Батајница, 1/3 од тие што беме, а оставија у Батајница. У Батајница дали у 16-та или мислам и 14-та, и која беше 7-ма имаше, а таму беше 42-ра дивизија, а ни беме 48-ма. Тргнаме од Батајница у Нова Пазова. У Нова Пазова пак 1/3, значи од тие останаа у 2-ра македонска бригада, таму вече. А ни што останаме најдокрај таа треќина, стигнаме у Стара Пазова. И у Стара Пазова у 1-ва македонска бригада беме и беме малку повеќе време у Стара Пазова и сите беме тука, дури да се тргне на Шит, нели? Од Шит почна борбата. Тргнаме од Стара Пазова за ова Сремска Митровица, од Сремска Митровица некако па отидоме кај Илок, у Илок, па од Илок на Шит. Значи тоа беше повеќе денови, не беше баш така наеднаш. И од Шит почна борбата. Значи од Шит имаме прво кога почна таа борба, тоа беше значи пробивање на фронтот наеднаш. Имаме и тенкови ние, а они немаа тенкови. Тенковите одеа до предна се до Товарник, пост Товарник, Соснат заедно одеа и така одеме се натки. Таму многу села имаше некои, сите беа значи направени како војна одбрана од германците, али углавно и минеме. И стигнаме у Винковци. У Винковци многу лесно отидоме. Значи, од нашиот што беше баталион, само 2 погинаа. И ранети некои, значи многу скоро. Али и тука останаме целата ноќ у Винковци, од Винковци тргнаме према Врполе. Сега у Врполе ми се чини околу 48 саата беме тука. Таму имаше напади многу. После се повратиме пак напред, назад, значи тука имаше и најмногу жртви. И го минаме Врполе и тргнаме према значи Славонска Пожега. И таму на едно место се разминаме со 2-ра македонска, они фанаа лево, ни десно. И веќе натки па села, уствари ја у Винковци не влегло, значи ранецу, и така како претходница беме ни, и наеднаш изненадно беме нападнати и доста жртви, значи рамно место, уопште заклон немаше, ако не беа каналите, уопште никој, ја сумњам да можеше некој да си дојде. Значи каналите не спасува. А јас сакам да ви кажам, значи на Врполе, за оно што го сакате, дека повеќе јас што тука можам да кажам, на Врполе, значи имаше вака ноќта од командантот што беше на баталионот, не знам, свика напред 1-ва и 2-ра бригада и наеднаш
тоа се било бункери тамо, и од бункерите нас не завлеговме унатре и од сите страни со оние светјаштите што се меткови, дури страшно вака. Знаеш како е тоа? Само кога иде човек у борба, он е како у агонија, не знае за страх. Ако он размислува се, значи автоматски нема да оди. И така, тука имаше доста ранети, овај Мојсо Плетварски беше ранет. Јас за него доста имаш, тука најмногу. Тие сите после су Ѓаково, ја ти имало споменик, околу 170 души. Трета македонска им беше тука, она мисчина од еден батальон, дали остана колку една чета, други сите беа ранети и убиени. И друго, сега ќе ви кажам, кога су ранет, тоа пред да дојме до Славонска Пожига, јас су ранет, оти наеднаш беме нападнати, јас требеш да се префрлам, да го земам пушко митролез од едно мисчине циганче беше од Охрид, го ранија и почна да вика ова ано нема да ми ја му викам пука ево ти ако сакаш да видиш шанти. И не биваше ја покуша да се префрлам така и тука бе ранет. Прво тука и во сето вака ми падна, знаеш, жезок ме така. И вториот пат у кркото, у зглобот и карлицата целата раздробена и падна. И сега имаше доста кавадарчани и стрча, јас само му викна, не мрдајте, тука е бришен простор, јас се влечам додека може. И после се поизлеко, аме рамно, нигде не можеш да заклониш. Па ме носеше едно од Битола, ни името му го заборави, малко ме поноси, после еден има Ило Увача себе, па ме носеше бајджи време, па дојде она Славка, тука беше таа Славка, ајле време кавадарци, ме преврза и у школу едно село, како се ви каже, не знам, у школото ми извршија ноќта операција, знаеш каква таа операција, отворија тука околу 13 штипки ми ставија и утрецо ме однесоа у Ѓаково. И у Ѓаково бе повеќе време, 4 месеци, операции и никако, немаше рентгенски снимање, не можеа да пронајдат од каде нече да заздравува раната. Имаше фистула, после стално ќе затворе, па се отворе. Па ај, после дојде тија еден хирург Полезович, ја još еден, заедно у Белград. И у Белград одма на снимање, после снимањето операција, па истензија, значи една шина, знаеш онија што се каа макара, таму има цигли, влечат, а ногата е пробиена коската, значи и така бе неколку, едно 15 дена. После тоа па гипс ми ставија, па гипсот тука бе повеќе време у Белград, па у Ниш, и од Ниш операции 5-6, значи имав, и од Ниш си дојду со незаздравена, значи раната затвараше и отвараше и така случајно кога си дојду тутун са деме и почна да врне, јас малку потрча, оно усвари имало од коската парченце и дразнило тоа и наеднаш го извади и од тоги и прикина, значи фистулата се затвори и никако не су виќе не е отворена. Војната не е убав занает, он е лош занает. И никогаш ни едно време, ни една генерација да не доживее нова војна. Јас како учесник на втора македонска бригада, ја доживеа војната
на суров начин, како и секој борец. Втората македонска бригада, кога е заврши операциите во Македонија, во западниот дел на Македонија, известно време се стационира во Тетово, во земјоделското училиште. Таму имавме едно 15 дена одмор, а потоа тргнахме за Сремскиот фронт. Тоа беше некаде околу 6-7 јануари. Точно се сеќавам на првиот или вториот ден Божич. Од тука тргнахме со ониот малиот воз во Западна Македонија до Скопје, а од Скопје до Врање пеш. Немаше, пругите беа исечени од германците при отстапувањето. Од Врање до Белград со воз и се стациониравме во Нова Пазова. Во Нова Пазова останавме цели скоро 3 месеци. Тамо вршевме обука. Се припремавме за Сремскиот фронт и кога на 12 април се проби Сремскиот фронт во реонот на Товарник, точно во Товарник, нашата бригада беше во резерва, а по пробивањето на Сремскиот фронт веднаш се вклучи на бојното поле. Нашата бригада имаше многу борби во составот на 48-та дивизија, а 48-та дивизија беше во составот на 15-ти македонски корпус. Водехме борби кај Славонска Пожега, водехме борби кај Врболе, кај Гарешница. Сите тие магистралниот пат од Белград до Загреб беше од нашата бригада, од нашиот корпус изоден. И нарочно се сеќавам за жестокоста на борбите во Врполе, Славонска Пожега и Гарешница. Тука непријателот беше жесток заради тоа што и бранеше патиштата, главните патишта. Заради тоа да не ми го пресечиме патот, он даваше жесток отпор. Ако го пресечиме патот, тогаш он не може да се повлекува, а армијата германска се повлекуваше од Грција. И затоа на тие места он даде отпор. Карактеристична борба е Врполе и Славонска Пожега и Гарешница. Тие се карактеристични борби за нашата бригада. Ние 15-ти корпус ослободи Славонска Пожега. Целиот 15 корпус тука, а окружи Сардиса, Славонска Пожега преку ноќта и утре дента они беа сардисани сосема непријателските сили и утре дента они сакаа да се пробијат и пробујат за Пакац. Дадоа огромни жртви. Ние делото е на целиот корпус е ослободена Славонска Пожега. И потоа имавме Гарешница. Тука непријател уште по-жесток беше, затоа што патот да не му се пресече кон Загреб. Ете, тоа се тие борби. На Врполе се дадоа многу жртви кај нас. Јас лично сум гледал мои другари како мозокот му се разлива пред моите очи, паѓаат мртви, ама сурова е борбата, мора да се оди напред. Не може да се мисли на оние што отишле. Ја бев во 14-та македонска ударна омладинска бригада Димитар Влахов, името го ноше. Бидејќи
Бригадата беше повече съставена от млади борци и затова се викаше Омладинска ударна бригада. На Сремския фронт кренаме от званото место Андреевица, бившо, а сега Джорче Петров. А пред това време беме известно време, не може да кажем колко време, от Тетово. От Тетово завършиме обука, се викаше трупна школа. Ние като деца, мали, я бех 18 години. Завършиме тази вая школа там и кренаме, разбираш. От Тетово до Андреевица, бивша, сега Джорче Петров, одеваме со малиот колосек, Чиро се викаше. А от Андреевица все до Врање одеме пеш. От Врање после некачија на возот от товаријане од Врање до Белград. У Белград стигнаме, тоа беше после Нова година, после Божик, колко што се сеќавам, после Божик. И нашата бригада ја распоредија у село Батајница, тоа близо до Земун. Нашата бригада беше тамо, а другите бригади, втора беше у Стара Пазова, а едната беше прва у Нова Пазова. Нашата бригада беше у Батајница. И у Батајница завршиме некоја школа, овака прилично, маркеранти, не маркеранти, от толкова кренаме, беме овака повише се у цивили. И тамо беме после у цивилна униформа. Кој беа во бугарска војска, со бугарско, кој некој заробил од германско, некој англиски имаше униформа. Обуката што ја завршиме, у Батајница, дали беше јануар, февруар месец, добиаме оружје. Оружје добиаме ново, се беше од Русија. Автомати, пушки, пиштоли, митралези, минобацачи, четни минобацачи од 50 мм и од 82 мм. И ја оти бех најмал, и овака бех као буцо, нисок најмал. Атанас вика, одеш ти, вика, курир у батальон. Као мало дете, ја мало, и вика, одеш у батальон курир, као најмал, и у вод за веза се водам при батальонот, али курир у батальонот. Оти најмало дете овака, а од моето место имаше 3-4-5 души. И кога се распоредиме, и у средички слой багрем имаше таму ушит, и от тук имаше борци. И некои кои не знаја овака да се прилагодат на борбата, кои не се владаа, и слушаме тия зорките, што се зорки, шарци вика германските. Прават. И вие кроз шумито, прв, као градка падина, така падина. И ние на 5 корака, на 10 метра овака, jedan po jedan i u streljački stroj odimo ovako, ako smo u vod za veza. A pešadijske četi vleze, a već u bolu i počnala da pukat. I od tamo jedan krušum pravi, fr, pred mene jedno mlado momče, tak, nije go odmah padna. Vikam, napred drugače. A kad se razdeli, pošto via što bja avionete, пустија бомби. И тенкото почнаа веќе да отварат оген, оти равно тамо, царевките не се брани. Кога се запали слами купи, имат овако големи купи, и кога се запали, се одим магла. А Кочо Попович беше на армијата. Значи, ја бех од 14-та омладинска ударна бригада, тие беа 3 бригади состави. Прва и втора и една артилеријска. Дивизија беше 48-ма и 42-га. 42-га дивизија, и она имаше други бригади. А ние беме 15 корпус, 2 дивизии. А Кочо Попович беше, значи, на прва армија за фронтот. Оти беше тоа фронтот, не беше партизански, него беше фронтот веќе фронтално. Може да има од Сава па се до Босна, до Бања Лука навамо, фронтални фронт. И Кочо Попович, сеќавам се убаво, на бел коњ, бивша Шајкич, бивша во, како да ви кажам, шинела, оти
април ладно, на бел конј, напред, шета со којно. Вика, борци, другари, вика, напред, пребацавајте што можете поскоро, вика, оти ќе биде, вика, ќе не забележат, вика, ќе не покосат, оти равно све. И ка дојдеме до окопите веќе, а војската наша крана, тие Србито у ровито. Браќа македонци, вика, взимајте леба, вика, ево, леб, си мина у банат, ево, вака дебел. Што ќе земе, јеме, вика, ми ја храна све. И таман да изпадне малку пона брдо вака, залежувајте, вика, немој да се стоејки, да се пребацуват овака. Еден комесар, не знам од Кочанско беше, комесар на Чета, изпадна да види овака пред нас и оттамо пак зорките крекат, као жабика крекат по пролета, така крекат. И кркат, и навај комесарот тук едно еден метак и тумба. По Винковци жени, кај влеваме улични борби, узгоре и стурат вода, влела само да поништат. И кај влеземе у Загреб, вика, вие сте македонски деца, ние сме. Па вие, вика, добри луѓе сте, вика, жените овака разговарат со нас. Па добри сте, па нашите не, вика, заварва, вика. Јаделе сте луѓе, вика, вие, не јадем, викам, ништо. Ја бидејќи не беме облечени. Пинци носем оцелски, разбираш, видяваме со една нога бос, со една овака едни две жени овака како вас толга. И вика, командире, дај га пушти ова и каже, нека дојде куќи, каже, брат ни заробен, каже, утерал интернација, вика. Имаме чарапи, вика, имаме, вика, и годрици да му даме, вика, да не оде бос, вика. Ја бе присутен у друга бригада. Ни тргнаме од Тетово, не се знаеше Сремски фронт ошто дали ќе биде, немаме поема. Дојдоме у Андриево, тој се викаше Ѓорче Петров, сега шо е. Од тука тргнаме пешки, но ческа преку Скопје. Тргнаме у Куманово. У Куманово прележаме таа вечер. Утре се бале тргнаме до Краљево, пешки одеме. Од Краљево на качија на едни вагони со кршени до Белград. Стигнаме со Балинто у Белград. Од Белград пешки отидоме у Земун. У Земун е да доа топла рана. И се даде наредба. У Земун да остане артилеријата. И позадинта што беше фурнаджи, кундурджи, такви работи. 7 албанска бригада разподелија у Инџија. Друга бригада не ше убеме, на разподелија у Нова Пазова. Прва бригада разподелија у Стара Пазова. Тука седеме околу 4 месеци, беме расподелени низ куќите. Вака. Додека не ни дојде руското оружје. Пошто ние немаме доволно оружје за, де се викаше гигантска борба, а таму се вика Сремски фронт. После 3 месеци или 4 ни втаси с руското оружје. Додека не го обучиме руското оружје, не тргнаме ни на Сремскиот фронт. Откако го обучиме руското оружје, тргнаме, отидоме у едно село Јанешине, близо до Дунав. Вака. И војната се почна од Стрижи војна. На Стрижи војна се беше речено првен да дојде авијатката да бомбардира. И како што дојде авијатката. Авијатката се сврши нејната работа, пребав. Потоа на артилеријата и беше наредено автоматски да изфрле у минута, не знам по колку вичи, тоа не се сеќавам, топовски гранати. Потоа, како свршија топовите, се пуштија тенковите. По тенковите почнаме ни пешадијата да одиме. Прво почнаме од Стрижи војна, што викаат. Поправо од Шит. На Шита разбиме првата позиција на непријателот. Имаше големи мороски, оно мороските още таму, да биде втора позиција дадено. Ние мислеме дека они не се окупирани тука, дека остапуват още. Вака. Арма, они да имат втора позиција, големи барикади, што викаат. Тука да доме доста жертва. Вака. Го претераме непријател. Дојдоме на Стрижи војна, се вика едно село, и таму тешка борба водеме. Но сепак не дадоме многу жертви. Имаше неколку души ранети, али не дадоме многу жертви. Сега од тука може да дојме директно, имаше пуцкарање во Аноа, али немаше фронтален фронт, како што требеше. Тоа беше се до Винковац. Преди Винковац, наше едно село го забравяјте, него, тоа што не е важно. Пред Винковац застанаме, се даде преокупација првен, за да се среде
војската добро да се концентрира, оти до 100 години не сме водели улични борби. Се даде наредба, прва артилеријата пада пука. У Винковац поминаме много баво, ако се плашеме, ама не направиме борба. Од Винковцка поминаме на Врполје. Тоа ще го кажува Хосо. На Врполје они се и држаја разкрсниците на джадињата и на пругите. А целиот 15-ти корпус имаше задатък, джадињата са главни и пругите и држеми. И затоа ни најмногу жертва да доме. На Врполје 3 дни и 3 ноќи беме у еден канал, како нашата река. Половина ще викаат нојсто у водата, а половина надвор. Тука да доме доста голема жертва да доме. Ево тука се тргна, дојдоме до Дуго село, пред Загреб. Пред Загреб беше страшна работа. Затоа што имаше деца млади од 15 година што ни пушка нема фанато. Но сепак нека се плашеме не да доме многу жертва, затоа што нагло они почнаа да се пратават италијанци, усташи, четници, имаше домобрани, имаше таа сета беше пета колона, најлоша армија беше таа. Генерал Лер, ако му доеше таа вакова. Кога превземе Загреб, они веќе нема вакова да се држат на големи вакова, затоа што ние сите раскрсници главни и патиштата и пругите паднаа у наши раци. И почнаа нагло да остапуват. Тука да дојдоме до Кајга на едно село го викат. Таму жертва го се стрижи војна, што ви реку, после Словенска пожга, таму да доме жертва. Од тука кај наме, од левата страна имаше една голема планина. Близу Целје е тоа. Од Целје ние беме автоматска четка. Се со автоматско оружје, ама леко оружје. Не далечно до Ондоре. Ние беме за да го пренајдеме непријател дека и да водиме само лични борби. Од тука нас не беше задатокот да фанеме лева, а понад да иде чет. Тоа ми се падна мене и јас како водник прва десетина воде. Дечина, прва. Мене ми даде наредба комисарот командирот, ти ќе одиш како извидница, лево и десно по планината, за да го најдеме дека е овно окупира. Тргнаме ни по планината, дојде едно од бегништа пере, го викаат, он како курир мен ми беше. Вика, друже водници, идат двојца џерманци. Ја му викам, расподелице, а буки големи. Расподелице сите, јас ќе му застанам на една бука и ќе го чекам тоа да дојде. Едно време, он токму дојде на 5 метра, јас му испаднам, он ми го подава мене писмото, носи писмо. Другиот да биде хрватен, понаше знаеше да лафе. Српски, ама понаше. Вика, армијата е сета, вика, испадната пред оружје и сака да се предаде. Предеше ние писмото, не знаеме џермански да го читаме. Јас му викам тоа дето, идете и викни го одма командорот и комисарот, нека дојдат при мене. Дојдоа они, добро ајде, тука му дам комендант на бригадата, беше Раде Попович и комисарот Ристо Железни од Радња. Они беа тука, дојдоа, ајде сета бригада напред прве нашта, беше, се искачиме горе, беше војската сета џерманска напред, а позади оружјето, дека се предават непријател, мора оружјето назад да биде. Тоа е закон на војската. Знаеш, испредати и почнаа веќе распоред да се дава. Тие што беа начело со генералот, виши официри, одме слегнаа па они на камиони, на коли и кренаа и однесоа војската ни сета што беше заробена, ни рекоа да тераме у Загреб. У Загреб ни кога дојдоме, да се вратиме, веќе се прекина фронтот, готово, до Целје беше тоа. До некоја стара австријска граница, викаа таму. Кога се вратиме, Тито даде наредба. 15-ти македонски корпус, доста е жертва дал и доста крвно се бори, дека се врате назад преку Босна за Македонија. И нас падна исто преку Босна, таму кога земе реките Врбас, Купа, Дрина, даже од Дрина се удави еден наш каврчанец Раде, го вика Радо, прибедече не изчекал, не знаел да плива. А она реката Дрина по-голема од Вардар и брза, затоа што она ја пее ојте Дрино и ти брза реку, носи поздрав таше браќе преку. У тоа сето и јас бе некој
долу некој средината, да изнурма плитко да може да војската да мине. Таман поминаме ни преку Дрина, но обстрелаа пат четници нас. Тие што беме напред, мораме ни да водиме борба за тоа што бригадата да може другите другари да минат. И преку Босна, сета пешки и неја поминаме, си дојдоме у Скопје. 1944 година јас излегов во партизани. Кој учествува во втора бригада, на втора бригада и дојде наредба да замине за Сремскиот фронт. Меѓутоа, бригадата ни учествуваше во Шид, во Славонски Брод, Винковац, Славонска Пожега. После ни дојде друга наредба да заминеме за Загреб. Од Загреб седевме во Загреб 12 дена, стигнавме негде на ден Великден, точно. И загребчани извикуваа пароли да живее Црвена армија. Меѓутоа, кога разбраа дека не е Црвената армија, одма паролите сменија да живее Македонската бригада втора. И во Загреб бевме 12 дена, кај на одмор. Денски беме во градот, а ноќе ван градот, на заседа. Затоа што такво беше времето, не смееме да бидеме во градот. Од Загреб продужиме према Малибор. На 25 мај бригадата донесе одлука доста наши борци да бидат одликовани за нивната храброст, кој бев меѓу нив и јас, одликована со орден за храброст, заслуга за народ. Додека пред Марибор немаме такви тешки борби и дојде друга наредба, втора бригада да замине за Македонија. У Македонија кога дојдовме во Скопје не дочека многу свечено, со пароли да живее втората бригада Тиквешка. Убаво не дочека. Ево тука дојде наредба да бидеме на лагорување во Штип. Во Штип бевме втора македонска бригада пешадиска и втора артилериска. На Сремскиот фронт во борбите бев како медицинска сестра, да речеме како санитарка. И се сеќам доста на Винковац и Славонска Пожега, дека ми беа раците до лактите крв од многу наши паднати другари, кои јас му дава брза помош. А кога требаше да ја минеме Славонска Пожега, нашите борци газија на немачки трупови. Доста наши другари паднаа и жртва, и ранети, и јас мораше на лице место, значи да му давам брза помош. Вака по име не можам да се сетам кој, меѓу кои ни загина во Винковац нашиот командант Гајтан од Битола. И нему му дадо помош, а во Шид е ранет Тошо Чулев во ногата, само јас не му дадо брза помош, му даде една моја друга другарка, се сеќам за тоа убаво, Тошо е таму инвалид од Шид. Па јас на Сремски фронт не бе обучена, мислам вака за медицинска сестра да знам да преврзувам. Самата потреба, значи, не научи да преврзуваме директно на прва борбена линија преврзуваме. Откачи и преврзиме, испедиравме во позадина. Сега не можам да кажам точно во позадина, во кој град ли, село ли, во кое место, значи, беа они сместени нашите ранети другари. Прашањето за изнесување на некои настани и доживување во борбите на пробивот на Сремскиот фронт. Ја би изнесел нешто од првите денови на пробивот. Во борбите кои се воде за пробив на Сремскиот фронт, бев во 14-та ударна младинска бригада. Димитар Влахов, 48 дивизија, 15 корпус.
како интендант, односно шеф на исхраната. Мене ми се постави задаток, ја треба да се снајдам на тога формираните местни заедници во Шит и Илок, тука се тие две места близу. Од тие две местни заедници, како знам, да знам, ја треба да обезбедам возила и хлеб. Другото нешто, сепак од дивизијата носем, али хлеб требаше од местните заедници. Сето тоа другото, сето викам, кое се постави, беше многу тешко за префрлување сега. Значи, беше прашање како таа храна да се префрли. У местните одбори, кога отидох, тие ти постави, одно кога го постави за превози, тие само грче рамените, вика, се е мобилизирано. Нема, вика, ништо да најдете, ниту една кола, ниту еден коњ, ни запрежно, ништо, вика, не може да се добие. Па добро, зар мојата единица може ли да дозволам јас да не се однесе храна на време? Јас немам друг начин, освен вие ако ми помогнете. Никој друг не може. Друже, нема, верујте, све е мобилизирано, све отидело, вика, на фронт. Ја тука се најду на една многу тежок задаток. Значи, да не најдеш превозно средство, што значи немаш могучност да префрлиш ти храна. А тоа не беше малце за 2000 души и нагоре да префрлиш. И тоа беше, значи, една ситуација да ја немам излаз како да сега се најдам каде донам. Но се досети само дека овај камион кој носеше раненици, кој имаше задаток за раненици, едино него, ако можам да го приголям, да може да го натерам, да ме спаси оваа ситуација, барем ако може една тура да пребаси. Се качиме во камионот, односно товарихме храната, се качиме во камионот. Одеме веќе на борбена линија кај што се водени преко цел ден борбите. Безпатно, без познавање ништо преко мински полиња кое било, одејќи на тај начин едино само ако може да спази, да се зачуваме, да припазиме каде се минале некои си единици кај што е нога стапнала. Да видиме, да не дозволиме да удариме на некоја мина, па да отидеме сиде во ваздух. На едното крило стави еден човек, на другото крило друг човек. Одењето наше беше поспоро од обично пешачење. Јако со камионот не може да се оде. Тука мора да биде најпажливо што може. Најпажливо и најшто вика трезво да одиме на ситуација, да гледаме каде има телени мрежи, каде има некој проби од кај што борците веќе поминале, таму мораме да поминеме. Значи, немаш едино тоа ти е за да може да се спасиш и да пробиеш преко тие борбени линии. Едино можам што би рекол на тие борбени линии кога поминаме ноќно време да можеме да припазиме жртви и овкање на поедини преживени, а ранени, тешко ранени, кои бараа помош. Бараа само овкат, дај ми помош, дај, само дај, што да кој ние едино нас не беше задаток, не мораме да поминеме, како знаеме да поминеме и да извршиме овај задаток. Храната мора да се однесе на тоа. А тоа ги и припознаваме нашите борци кои беа недоволно облечени,
видиме да треба да му помогнеш, но не можеш. Недоволно беше со опинчиња, со скромна вешка, со слаба некоја, за униформа и да не говориме, него имаше некои блузки, носе англиски блузки, така натаму. Како ја што ви, слика што ви дадох, таа исто англиска блуза. Но задатокот, како што ни беше поставена, гледаме веќе осумнува. Прва куќа што се јави со една мала светилка и тука се застанеме. А тоа било предградието на товарник. На товарник. Сега, како да поступиме и како да бараме тука да не наидеме на некој усташ. Некоја усташка фамилија. А и тоа и така испадна. Се јави една бабичка. Питаме кој има овде во селото. Овде су наши. Што под наши се разбира. Данас су после подне заузели наши. Па наши може да разбира да тоа може да биде и хрватска, и германска, да речемо. Кој имате дома, кој имате куќа, нема никој, јас сум сама. А што кога рече сама, мене ми е јасно кој може да биде. Но немаше друг излаз, мораше да се ослободиме, да го ослободиме камионот кој треба да се врати за раненици. А веќе съмнува. Се јаво веќе, да речем првите, на знаци дека времето, односно треба да осъмне, а ние папсани, ја друго не остане, оставих, односно набија моите помощници што ги имаа. Дајте другари да истовариме храната. И сите, викам, тука по малку, барем по 10-15 минути да дремнеме. Бабичката тоа го прифана, и јас се замолив да го прифане да оставиме храната. Ја чекам само малку да подобро да осамне. Испадна и што ќе видам и да се ослободам. На првата улица што се јави, гледам двујца германци истегнати, еден лево, еден десно, пред камионот, и ја да се ослободам дека тоа се сепак наши оставени лешеви, оставени жртви, за да може морал да се подигне кај борците. И јас се ослободих. Викам, тука сме, уреда. Нашите са и поминале. Продолжи малко понатам, иста ситуација на еден агал, пак две жертви најде. Еден го прочита дека се работи за усташа, а другиот германец. Още повечко се ослободи. Сега ми беше задатокот, како јас сега да најдам превозни средства, да храната морам да ја однесам до единицата. До вечер морам да стигнам како знам да се пренесе храната. Мувајќи лево десно во тие улички, што ќе видам една штала. Тоа е многу интересно за мене што беше. Една штала пространа, зиранак лево десно, коли, коња, амови. Точно што мене ме интересира, то точно што ме интересира. Ајде пробим натре, а за среќа още други единици вие српски никој не продал. Јас прво се најдам. И викам, чек да видам што е внатре тука. Кој ќе видам шивачки машини, кондурџиски алат, да речем, работилница на шивална и кондурџиска. Викам сега тука, едно нешто, викам, овие коли, јас што може побрзо се враќам, взимам го моето друштво, моите другари, ојте спас најдоме. А јас, градско дете, кој не знам да го прегнам, кола не знам да прегнам. Със сеќа имаше некој, кој се разбират, давајте никој да не доека не стигнале, викам, овие други единици, ќе излежат се од тука. Тога обично секој единица гледа да се обезбеди за себе. Никој не се грижи за друг.
секој мада таму беде мешани единици, имаше српски, да не играм повечко, беа и од српски. Ги товариме, односно ги изврзаме кола со кола, еден со друг, само да можеме што повеќе да уграбиме од колите и она викаме опрема. Натовариме гјонови, шивачки машини, а за која викам, ние многу макар мачевиме да немаше да закрпиме борците, не може да ги закрпиме, немаше ни икла, ни конец. Па да не говорам за гјонови. Али сепак викам, тука се најде доста материјал. И со тоа потврди дека германецот, значи, он е панично напуштил. Опремени амоби нови, на коњата нови, нема се викам, нови коли се од тоа припремано така, знаејќи дека тој ќе дојде до некој поголеми, односно борби ќе има пробив на фронтот. Но тука, што мене викам охрабри, викам, тоа е панично бегање на непријателот. Значи, успеваме со тие коли да натовариме се што има у работилниците и да товариме храната и припише да стигнуваме на фронтот, у Бинковци. У Бинковци се викат горе, во пламен, да не кажам, тоа се пустоши, тоа се прля, тоа се гранати, леко село беше под дим. И ја кога стигна, командант позади мене ми вика, тоа што зар стигна, ја викам тебе верува, али сепак викам ова ситуација како што тоа стави, не верува дека се снајдеш, викам. Дојдовме до Дуго село, пред Зажеб таму, не знам колку е далеко, Дуго село. Тука се одборихме, бригадата се направи една поголема починка и јас седнав како поет, напиша песна на една ливада и ја крсти 9. мај. Оти беше 8. мај и утре преко радиото се соопшти дека германскиот штаб потпишал капитулација и дека свечаноста утре ќе биде на 9. мај. И јас во чест на 9. мај напиша песна директно на една, односно на една ливада седнав и на колената на еден албаџински тефтер, тоа го стори, така се пишеше во тоа време и остана како траен белег од таа борба. Имам напишано уште неколку песни за плениците германски, како сум ги доживел, за 15. корпус имам напишана песна за 15. корпус. Оваа песна јас би ја прочитал и таа има следна содржина. Под намето винско се редат победи. Во жилите борешки крв ми тече. Со чувства чекорим братство се следи, на фашисти мрачни зборот сега не сече. Таму, далеку, во западна страна, таму, дека живеат браќа Хрвати, таму, во село слободно војска собрана, починуваат борци млади стегнати. Таму, вон село гледаат зелена ливада, се леат зборови и мисли илјади, за Германија, за нејна смртна награда, за сила последна на зверови бледи. И наеднаш сонце задина, се пушти облак, јадрите капки капат по Славонско поле, и грме шечи и плуска дождот во мрак, и радосна вест вечерна ни соли. И вистина чухме радио силно прозбори, во темнина се разнесе величансена вест. Германскиот штаб потпиша, камен се стори, капитулација пред правдата, без образ и чест. Борешки лица светнале полни со радост, песна се ори, оро се води. Другари,
ко Кремен со својата младост, слобода величат, секој пат се бодри. Осамна, сонце изгрева на источна страна, ден на победа меѓу родолюбиви се роди.